Според официјални представници на Европската Унија, најмалку 24 милиарди долари се замрзнати приватни средства на руските олигарси и тие се чуваат во ЕУ. Сега, Унијата бара правни начини да ги искористи тие резерви за да ја помогне во финансирањето на обновата на Украина. Бројките обично малку се зголемуваат. Понекогаш може да забележите мали намалување, бидејќи на моменти средствата се ослободуваат, ако има некоја грешка или нешто слично. Но генерално гледаме постојан пораст од минатата година, откако започна оваа операција. Некои земји, како Естонија, се обидуваат да користат своји закони за да ги пренесат замрзнатите руски средства за Украина. Но ЕУ има закони кои дозволуваат заплена на замрзнати имоти на приватни лица, ако судот утврди дека тие се стекнати со незаконски средства, зашто обично треба кривична пресуда, иако блокот се обидува да ги ажурира тие закони. Европската комисија поднесе предлог за криминализирање на избегнувањето на санкциите. Тоа значи дека ако некој се обиде во иднина да ги заобиколи санкциите или да префрли средства, може би да му ги даде на некој роднина или слично. Тоа ќе биде кривично дело во ЕУ и тоа ќе им овозможи на властите да ги конфискува таквите средства. Но промената на законодавството е бавен процес. Законската регулатива треба да биде поднесена од страна на Европската комисија, па одобрена и од Европскиот парламент и Европскиот совет, што значи дека законот веројатно нема да биде усвоен до ова есен. Друго прашање е што да се прави со руските замрзнати државни средства. Според Европската Унија, околу 2/3 од резервите на Руската централна банка во вредност од 300 милиарди долари се замрзнати во земјите од Г7, Европската Унија и Австралија и моментално се чуваат во Европскиот блок. Во февруари, шведскиот премиер рече дека во принцип би било фер да се искористат средствата за финансиската помош во реконструкцијата на Украина. Шведска до јуни председава со Советот на Европската Унија. Но има загриженост дека користењето на средства за обнова на Украина може да создаде опасен преседан. Олена Павленко е председател на Dixie Group, украински think tank. На меѓународно ниво, секоја земја се плаши дека истото може да се случи и со незините пари. Но има решение – создавање на специјален трибунал кој ќе работи во Европската Унија. И одлуката не е случај за секоја земја, туку за оваа конкретна војна. Ќе биде можно за аргумент за националните влади да ги запленат суверените руски пари. И додека се уште нема специјален трибунал, Европската Унија бара начини како да инвестира замрзнати руски државни средства за да ја помогне на Украина. Еден потенцијален предлог е канализирање на каква било камата генерирана од замрзнатите средства во Украина.